Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сум на средба со речиси сите директори на основните и на средните училишта во нашата држава, во групи доаѓаат, се со цел да поразговараме за планот за започнување и остварување на наставата во 2020-2021 година, кој што владата вчера го усвои. Знаевте дека се промовираше вчера и на пресконференција дека моделот ќе биде комбиниран согласно условите во училиштата, дали тие ги исполнуваат и просторно и кадровски можностите за физичко присуство или започнуваат директно со онлайн настава. Секако ова е динамички процес кој што во текот на училишната година, зависно и од епидемиолошката состојба и насоките од Комисијата за заразни болести, така и понатаму ќе постапуваме. Дали продолжуваме на истиот начин и планот кој што е донесен или можеби ќе треба некои работи да се менуваат. На овие средби разговаравме колку се тие спремни за спроведување на физичкото присуство од прво до трето одделение, дали се набавени сите потребни материјали, дали се позиционирани сите работи кои што стојат во протоколот во нивните училишта и на кој начин понатаму ќе ги спроведуваат насоките кои што Министерството ги донесува како политики, затоа што директорите и градоначалниците се клучот или се главната алка која што треба да обезбеди спроведување на она што ние како влада и како Министерство го носиме. Токму затоа денеска ги повикав да бидат на вистина на задачата и да на вистина овој процес на припрема сериозно го сватат и да понатаму ги спроведуваат насоките кои што ги даваме. Дел од нив се подготвени за физичко присуство, помали училишта кои што ќе може сите одделенија да ги опфатат или ќе побараат дозвола до комисијата од владата. Дел од нив се поголеми училишта кои што се припремаат за онлайн настава. Платформата е во подготовка и скоро ќе биде презентирана и кон наставниците, кои што понатаму ќе треба да ги вклучат и учениците во процесот на тестирање и вклучување на овој тип на настава во нашата држава. Јас сум сигурна дека со заеднички капацитети сите заедно ако вложиме максимални напори и децата и родителите, и наставниците, директорите и градоначалниците ќе имаме успешна учебна година, иако сме во период во кој што навистина оваа епидемија ни го менува начинот и на учење, но и на живење. Значи, училиштето е спремно, одиме со физичко присуство на учениците од прво до трето одделение, имаме од прво до трето 18 паралелки, по 6 паралелки во генерација, негде околу 30 ученика во паралелка. Учениците ќе бидат поделени во две групи, односно паралелките ќе бидат поделени во две групи, така да нема да имам проблем во тој дел околу поделувањето на паралелките, поточно почитувањето на она што значи протокол донесен од владата. Бројот на учениците по паралелки ќе биде максимум 20. Кај мене тоа нема да биде, заради тоа што максимум кога се подели 30 на 2, негде испаѓаат околу 15 ученика. Друга можност, дел од учениците, односно родителите, се изјаснија дека сакаат да следат онлайн настава. Процентот на оние што ќе следат онлайн настава е негде околу 15 до 20% на ученици во паралелка. Наставата е одлучено да се одвива со физичко присуство. Тоа е барање на најголемиот дел од родителите. Задолжително е до трето одделение ќе биде организирано со физичко присуство, но и останатите одделенија од 4 до 9 одделение со сегашните просторни можности организираме исто настава со физичко присуство. Оние родители што ќе го одберат моделот за онлайн настава, нивните деца ќе следат исто настава со наставници кои се подковани за онлайн учење од далечина. Беа на обуки, проследија голем дел обуки за употреба на дигитални алатки и со постојната отпрема во училиштето е овозможено децата да добијат квалитетна настава. Не станува збор за настава или за алатки кои мора да бидат скапи и ултра современи, може да се користат и можности кои ги дава современата техника, буквално и со Android телефон да се проследи настава, но секако ако наставникот за тоа има желба, креативност, може да се искористат сите можности и децата да добијат квалитетна настава, без разлика дали таа ќе биде со физичко присуство или онлайн. Важно е дека се обезбедени сите можности, хигиенски секако според протоколот и технички. Јас сум Матилда Бајкова од Основното училиште Абрам Писевски во селото Бардовци и ќе зборувам за училиште кое што има 250 ученици. Онлайн наставата ќе се извршува во нашето училиште за оние родители кои што ќе го одберат тоа. Меѓутоа, од прво до трето одделение скоро 99% веќе се изјаснија за физичко присуство.
Поради тоа имаме и побарувачка од 4 до 9 одделение од самите родители, да имаме физичко присуство на учениците и просторните услови ни го дозволуваат секако тоа и ќе можеме да го направиме. Минатата година ние ги реновиравме тоалетите, така што сме подготвени од хигиенски аспект, да одговориме на протоколите, а исто така сме и на некој начин во природа, па можеме да ги искористиме првите денови од октомври, да бидеме малку и во природа, односно часовите дел од нив да се бидат во училишниот двор. Имаме училишна градина, која што исто така ќе ни помогне околу тоа децата, се додека дозволуваат временските услови, да бидат во училишниот двор. Сакам да кажам дека на 1 октомври како училиште ќе се сретнеме со уште еден предизвик, а тоа е каде што имаме деца од ранлива категорија, од социјално ранлива категорија, и тука доколку родителите од 4 до 9 одделение се определат да одат со онлайн, имаме потешкоти во таа насока, ќе одиме со делот на печатени материјали, за да можеме да ги доставиме до родителите и комуникацијата да биде безпрекорна. Наставниците се волни да учествуваат со своји лаптопи, да ја спроведуваат наставата. Ќе гледаме да можеме да го покриеме делот, бидејќи ви реков дека сме мало училиште, да го покриеме делот со ученици кои што ќе следат онлайн, да биде што повеќе услужен. Hvala.